Црногора е поверојатниот кандидат, но и Албанија не заостанува многу. Ако и тие две држави влезат пред нас, тогаш немаме кого да обвиниме, освен нас самите. Кога ќе се формира таа влада, работите нема да ни се олеснат, знаејќи ја позицијата на Радев, која секогаш била доста тврда, што не значи дека не треба да се зафатиме или да се обидеме, да направиме напори, да овој проблем се надмине. Се разбира дека нас не... Видете, илузијата дека времето работи за нас, мислам дека повторно влагаме во истата замка. Ако дозволиме уште еден сет на држави да влезат пред нас, тогаш ќе имаш уште повеќе вето играчи кои можат да те уценуваат, иако Европската унија најавува дека можеби овие држави, Албанија и Црна Гора конкретно, би влегле без право на вето. Ајде да видиме за тоа. Тоа бара доста сложена правна процедура за тоа да се овозможи воопшто. И тие држави не се баш толку блиску до влагање колку што ние овде го представуваме. Меѓутоа, ако влезат повторно пред нас, тоа ќе биде огромен пораз за нас. Да не се лажеме, ние можеме да си ги лижеме раните, тоа да го релативизираме до бескрај, но тоа ќе биде огромен пораз за нас. И ќе излезе дека трошоците на опортунитет, што не го решаваме спорот со Бугарија или не се обидуваме некако да го меандрираме, условно кажано, или да го насочиме во правилна насока, се многу големи. Трошоците на опортунитет ќе излезат дека се огромни, затоа што евидентно ќе постојат држави кои ќе влезат. Ова е секако некој профутуро сценарио од кој сме далеку. Гледаме дека и за Албанија и за Црна Гора има држави кои се уште имаат задршки, што не значи дека тие политички блокади со време нема да се надминат.